Во понеделник на полноќ истекува огласот за избор на нов државен јавен обвинител. Досега до собранието своји кандидатури поднеле двајца судии и една јавна обвинителка. Други двајца обвинители пак чии имиња се споменуваат во јавноста, велат се во фаза на размислување. Судијата Ненад Савески од Скопскиот кривичен суд за Сител потврди дека ги доставил потребните документи според огласот за републички јавен обвинител. Во трка е и поранешниот председател на Кривичен Владимир Панчевски, кој објави дека неговата кандидатура е веќе заведена во собранието. Кандидатура доставила и Лидија Раичевиќ, јавна обвинителка од Скопското обвинителство. Подготвила 4-годишна стратегија за работа, а вели и нема да подлегне на евентуални притисоци ако застане на чело на државното јавно обвинителство. Кога би влегла во институцијата на тоа место, државен јавен обвинител, ќе мора да се скенира состојбата што се случува внатре. И тоа од повеќе аспекти. Какви предмети се затечени, каква е нивната позадина, до каде се и зошто не се завршени доколку има такви кои што подолго траат. Функцијата на јавното обвинителство на Републиката ќе мора да се промени, тоа значи дека јавните обвинители во државното јавно обвинителство ќе мора да бидат активни и проактивно да работат на терен. Како можни кандидати за државен јавен обвинител циркулираат и имињата на обвинителите Златко Биковски и Јован Цветановски. Тие во телефонски разговор за Сител рекоа дека се уште размислуваат дали да се пријават на огласот. Интерес има и кај други обвинители од Вишото и Републичкото, кои конечната одлука ќе треба да ја донесат најдоцна до понеделник. Според огласот, право да се пријават имаат обвинители и судии и кривичари со најмалку 10-годишно работно искуство. Секој од кандидатите ќе биде оценет од Советот на јавни обвинители, кој списокот со имиња ќе го испрати до владата. Таа ќе треба да одбере еден од позитивно оценетите и да го предложи на собранието како кандидат за нов државен јавен обвинител. За негов избор потребни се најмалку 61 пратенички глас. Зоран Јаневски, Сител телевизија.